Во Македонија, посебно последниве 2 години, се зголемува интересот не само кај младата, туку и кај средната популација, лебо да го печалат развивајќи собствен бизнис, заминувајќи од удобната фотелја во државните институции. Поволните кредити за самовработување помогнаа многумина да се охрабрат и да почнат свој приватен бизнис, одлука која тешко се донесува во денешно време. Доста е тешко, заради тоа што посебно во оваа економија и кризно време каде што цените растат постојано, не е едноставно да донесеш одлука да напуштиш работно место и да креираш свој бизнис. Да има кредити кои што би биле многу поволни за младите предприемачи, исто така повеќе грантови, повеќе помош, исто така и во врска со човечки ресурси, да може да се најдат нови вработени. Може би општините треба повеќе да се свртат кон локалната заедница и да проверат кои се тие луѓе кои што имаат амбиција и идеја и да им помогнат за да ги задржат да останат во општините и во градовите, иначе нели сите денеска сакаат да одат надвор затоа што мислат дека ете надвор е полесно. Нашите соговорници се пример како може да се успее. Марта дипломирала на архитектонскиот факултет, а Томе клиничка психологија, но ни едниот ни другиот не работат во областа за која се образувале. Марта е филигранист, а Томе се занимава со дигитален маркетинг. Она што многумина ги одвраќа да го следат нивниот пример се долгите и обемни бирократски процедури. Нешто непознато за нив се овие бирократските работи, фирма како да започнеш, каде да пријавиш, сите тие моменти каде што му треба навистина некоја насока и некоја поддршка тука и совети за да можат тој дел да го поминат и да се фокусираат на она што навистина треба да го разработат таа идеја и да на крајот да видат некои можеби потенцијални инвеститори. Затоа што има примери каде што заглавуваат и по не месеци, туку и може би подолго и од година. Македонија треба да го следи примерот на Естонија, која беше лидер по одлив на мозоци, но државата воведе многу мерки со кои успеа да ги вратат назад, вели Цветковски.